моето прашање упатено до градоначалникот Максим Димитриевски. Почитуван градоначалник, имаме информација дека кровната конструкција на спортската сала, иако е нова, веќе е подложна на санација, бидејќи после поројните дождови, кои ги имавме минатата недела, истите донеле до протекување во внатрешноста на спортската сала. Дали ова е точно и доколку е точно, дали се работи за лош квалитет на кровната конструкција или се работи за грешка при монтажа и дали истиот е саниран? Ова информација поврзана со спортската сала е точна. Впрочем, кога се работи на стари објекти, согласно образложението кое што го добиваме од изведувачот и лицето кое што го врши надзорот на овој објект, е дека кога се работи особено на покривање на големи кровни површини, стари кровни површини, се случуваат вакви појави, не се работи за санација, туку се работи за доработка на самиот кров и корекција во изведбата, не само на едно место. Кровната конструкција беше подложена и општината не потпиша документ за исплата на целосните средства на изведувачот, додека не направиме одреден реален технички прием, не само технички прием од страна на платениот надзор од страна на општината, туку чекаме во неколку фази да видат поројни дождови во општината, за да можеме да утврдиме дали се случува протекување. На првото тестирање имавме протекување на вкупно 6 точки, па дополнително беше изведена интервенција од страна на изведувачот. На вторите поројни дождови имавме протекување на 3 места, повторно имаше интервенција од страна на изведувачот. На третиот последен поројен дожд имавме протекување на една точка, кое што ја имаат лоцирано и ветија дека во следниот период ќе ја неутрализираат. Впрочем, додека не се реши и надмине овој проблем, ние не можеме да продолжиме со понатамошните фази на изведба на спортската сала, а тоа е монтирање, изведба на подовите, монтирање на столчињата и дополнително изведба на главниот пот или спортскиот терен. Но како и да е, кога работите на стар објект, секогаш се случуваат вакви проблеми и секогаш ги имало и предпоставуваме дека ќе ги има. Генерално, кровната конструкција е покриена со многу квалитетни материјали, изведбата имаат завршено професионални фирми, надзорот е исклучиво ангажиран по пат на јавна постапка, тој истиот надзор е надзор на сите јавни објекти во делот на градот и верувам дека во следниот период ќе биде отклонет и овој проблем. Благодарам.